Пропаднаа обидите за соработка помеѓу италијанското приватно училиште за угостителство и хотелиерство Пасторе и струмичката гимназија Јане Сандански. Министерството за образование не даде согласност гимназијата да добие уште еден образовен профил за угостителство и туризам. Иако лани во октомври делегација од Италија заедно со италијанскиот амбасадор во земјава ја посетија Струмица и понудија соработка, но и можности за инвестирање во градот. Ресорното министерство не даде позитивен одговор гимназијата да добие уште една паралелка со нов профил. Имаше прилика да се отвори таков профил на образование, затоа што Струмица навистина е богат град со хотели, угостителски објекти, кафани и да не набројувам. А нема стручен кадар, а тие ученици кои учат во другите општини во Република Македонија го немаат овој образовен начин на практиканство, кои стручни лица требаше да дојдат од Република Италија. Од Министерството за образование за Канал Вис рекоа дека нема промени во уписната политика не само за општина Струмица, туку на централно ниво, особено во делот на средното стручно образование, од причина што во моментот во тек е анализа на пазарот на трудот кој се спроведува за потребите на процесот на реформирање на 4-годишното и 3-годишното средно стручно образование, со поддршка и средства од ИПА фондовите и Светска банка. По нејзино завршување, велат од Министерството, ќе биде детектирана реалната потреба од воведување на соодветни нови струки и профили, или пак промени во постојните, пошто сите дефинирани приоритети како новини ќе бидат интегрирани во образовниот систем од следниот септември 2017 година. Беше едногласно изгласана и на седница на Советот на општина Струмица. Значи беше запознаено Министерството дека овде ќе инвестират, ќе има странски инвестиции за изградба на објект во кој недостасува таков вид на образование во нашиот, целосно во нашиот систем, затоа што практиканството е навистина голем проблем во образованието во Република Македонија. Италијанската делегација лани најави размени на ученици, но и кадар кој преку практична работа ќе ги учи средношколците на кулинарските и угостителски вештини. Затоа гимназијата требаше и да ги прошири своите капацитети, а се планираше и изградба на ново училиште. Плановите за продуцирање стручен кадар во овој регион преку црпење на искуства од италијанските училишта за сега остануваат нереализирани.